Полно студио и убав повод. Разговараме сега малку и да влеземе во светот на модата, затоа што на наше задоволство утрово ни гостува Стефанија Насеска со целата екипа, или барем дел од екипата, меѓутоа многу ни се во студио па делува дека сите сме ги собрале. Благодарност пред се за нивното издвоено време. Она што зборуваме е новата колекција или почетокот, the beginning. За што станува збор? Знаеме само дека инспирација е Пелагонија, фотографиите кои што ќе имаме можност да ги погледнеме се навистина фантастични. Да не должам многу Стефанија Насеска, моден дизајнер, благодариме за издвоеното време и секако да најавиме дел од екипата. Со нас утрово Ристе Кјандовски, фотографот и мајка и ќерка релација, односно моделите, Маја Ацески и Јана Ацески. Добре ни дојдовте сите. Како сте? Добро ве најдовме. Добро ве најдовме, ви благодарам и за поканата. Што е она што пред сете инспирираше да направиш ваква колекција? Почетокот се вика и што символизира? Јас секогаш се инспирирам од нешто што е наше, позната сум по таа веќе во модниот свет. Инспирацијата ја доловив овој пат од Пелагонија, родното место, Прилеп и житото во Пелагонија, бидејќи Пелагонија е нашата најголема житница. И сметам дека треба да се обрне малку повеќе внимание во тој поглед, да се свртиме кон агрокултурата, затоа што можеби и земјоделството е една од нашите најбитни гранки и тоа е она која ни дава сила. Почеток ја крстив колекцијата затоа што сметам дека се започнува од житото, од како една агрокултура која е одгледувана уште во праисториски времиња и која е обединила заедницата. Меѓутоа за мене Пелагонија е и мој почеток, затоа што таму сум родена. Ристе е фотографот. Точно, да. Како почна соработката и како се врзавте практично? Па реално со Стефанија се знаеме многу поодамна, мислам ние сме блиски пријатели, се дружиме, одиме често и на многу модни евенти, односно и она каде што е присутна како дизајнер, креатор, така да во тој аспект сме поврзани и во модниот свет. Неодамно имавме едно искуство во Штипскиот фешн фестивал, каде што бев повеќе во бекстејџот, но еве сега некако спонтано и многу на брзина се вклопивме да направиме една ваква сесија која што е ќе ја представи незината најнова колекција. Фотографиите навистина одма фаќаат око, ќе можеме да ги погледнеме со цел да видиме и дел од колекцијата. Меѓутоа она што исто така е интересно во целиот овој проект е тоа што имате модели и релација мајка и ќерка. Како беше вашето искуство и еве вие како родител колку е предизвик во исто време да ја внесувате ќерката во светот на модата и моделингот? Прекрасно беше искуството. Првин кога ја слушнав идејата на Стефанија, се воодушевив заради тоа што целиот концепт многу ми се допадна и сепак испраќа некои пораки кои што се блиски до моите лични вредности, до вредностите кои што јас ги воспитувам моите деца. Никогаш не сум се идентификувала како модел, но убаво беше заради тоа што целиот концепт на приказната на Стефанија, од каде се корените, да испратиме порака, да го вреднуваме тоа што на нас вистински ни е битно. Првин да почнеме од нашите предци, од нашата земја, од тоа што ја представува нашата земја. Ја прифатив поканата и бев среќна затоа што заедно ќе работиме со мојата ќерка, која што сепак она е професионален модел и ми беше некако преубаво чувството заедно да застанам рамо до рамо со нејза и вистина многу ми беше убаво. Убаво беше, прекрасно. Она што е сигурно дека ви останува заеднички спомен. Јана, како ти се пронајде во целата ова улога нова? Целото искуство беше вистина прекрасно. Јас при тоа што имам и друга работа со манекенството и моделинг, мене ми беше многу драго да работам за Стефанија, пошто она ми е многу блиска приватно, но и кога ја чув нејзината идеја за креацијата и за целата колекција, бев многу благодарна што баш мене ме избра да ја представувам таа прекрасна колекција, вистина. Сетот беше прекрасен и целокупно, пошто и бевме во Пелагонија, беше прекрасно и беше све многу природно. Стефанија, колку време трае овој процес, оглед на тоа дека не е мала работа да се направи една ваква колекција, од почеток па до крај, до представувањето во јули? Па трае доста, затоа што мора претходно да се осмисли идејата, сигурно некои 3 месеци мора претходно да се осмисли идеја, да се реализираат тие
модели и зависи каде ќе биде прикажана колекцијата. Ова колекција на моја среќа беше прикажана на Global Fashion Net во Словачка, таму беше премиерно презентирана и сметав дека македонската публика заслужува да ја види колекцијата малку и на поинаков начин и затоа ја крунисав со еден едиторијал меѓу кои беа застапени мои драги луѓе. Да, тоа се гледа дека навистина дел од екипата која што си ја одбрала се луѓе со кои што си веќе блиска и може да се почувствува од самиот производ и енергијата. Сега Стефанија, кои бои беа доминантни текстури? Како успеваш да испреплетиш традиција со она што е сега современо и што може да помине во модниот свет? Точно, секогаш традиционалното нешто го земам како инспирација, меѓутоа гледам да секогаш да биде имплементирано во нешто што е модерно и актуелно во моментот, затоа што сепак морам да сум конкурентна на модниот пазар. Боите кои ги застапив се земјените бои, затоа што или бои застапени во текот на процесот на производството од, да речеме, од раснењето на житото до крајниот продукт, па лебот да го наречем, затоа што имав и бели фустани, имав кафени фустани, каде што асоцираше земјата. Во тој, мислам, тоа се бои кои и мене некако ми се блиски, меѓутоа и се актуелни овој период. Значи ти одиш секогаш на сигурно. Па мора и со екипа, меѓутоа и со се останат. Нешто ново може да се научи. Сете прв пат го сретнав зборот рафија, односно како дел од материјал дека се користи, бидејќи користеше природни памук, лен. И кога спомна рафија, викам што е тоа, кога ми покажа, освен секојдневно го имаме како производ присутно, нели, обкружено и во домашните услови, но тоа е во гардеробата. Иако да е интересен податок, мислам дека една блиска пријателка од Филипините ми напомена дека всушност и нивните бои, карактеристични дизајни на жито, се вклопени во нивната народна носија. Така да интересна вклопена ситуација сега. Ристе, ти имаше слободата твоите идеи да ги канализираш или сепак заедно? Имав нормално насоки, поголеми детали да се прифатени од страна на Стефанија. Меѓутоа, нормално моето око, односно мојот карактер на тоа како јас би требало да се вложам себе сите во таа ситуација, се дадов така да... Мислам и просторот, односно сценографијата беше феноменална тој ден. Некако ни се поклопи и сончеви периоди, и малце облачни периоди. Дури имавме момент каде што налетуваше на некој начин торнадо, каде што бевме сплашени дека поради ветрот немаше ништо да да се... Се надеваме дека не ве фати на времето. Меѓутоа, тоа беше дека порано го направи. Ден пред, точно ден пред времето. Да, меѓутоа... Временските услови веројатно се извинувам, но меѓутоа се дел од предизвиците кои што како фотографи ги имате. Дури и убав момент може да предизвикаат. Други предизвици кои што ги имавте на терен, како помина со моделите, дали те слушаа, позираа одлично? Супер, да, моделите буквално, да, како ќе им кажеш така се позиционира, меѓутоа ете Јана веќе си има искуство во тој свет, така да и знае нормално и она како да се постави. Иако сценографијата и нас и мене и на нив ни беше нова, новитет, требаше на лице место веднаш да вклопиме и да знаеме што точно од кадар треба да се земе во предвид. Така да претпоставам дека супер и они имавме и доста кратко време, бидејќи ете луѓето кои што го организираат тој дел цело време наложува ајде до кога ќе завршувате, бидејќи нели они си имаат други обврски, треба тоа нели сепак да спочитувам, бидејќи сме на нечив терен таму. Се тоа беше организирано благодарение на Валентин Трајковски кој успеа да ни организира апсолутно. Дури да ги имаме тие бали во позадина, беа специјално направени за нашата фотосесија, што јас сум многу пријатно изненадена во тој поглед. Адхок во текот на фотосесијата приклучивме и дополнителен модел, Петце Белевски, кој беше дел од организаторите таму, меѓутоа мене и на Радо прифати улога да застане пред објективот. И успешно ја заврши својата работа, а морам посебно да ја спомнам и мојата внука Галена, која сигурна сум дека не гледа во овој момент, која ни беше асистент, а е само едно 11 годишно девојче. Мислам дека ни се најде доста на фотосесијата. Многу е убаво кога работиш меѓу своји. Јас имав такво искуство и покрај моето долгогодишно професионално искуство во бизнис светот и кога сметаш дека си достигнал некој ниво каде што нема што да научиш, прекрасно искуството кога учиш првен од професионалци, а прекрасно и искуството кога тука
твојата керка, мојата керка, за да ми посочи како треба да изработам. Младост и искуство, значи, Тоа е прекрасно, прекрасно и вистина сметам дека за еден финален производ да добие онака вистински сјај, многу е битно да има убава синергија меѓу луѓето. И мислам дека пред се тоа вистина беше голема предност. И се уште се гледа, и се уште се гледа. Така да навистина преубаво искуство. Јас ќе го носам како многу пријатно искуство и благодарам на Стефи затоа што ме покани пред се заради искуството, а второ заради тоа што сметам дека и покрај тоа што имаме доволно простор и време, не успеваме да ги посетиме сите предели на нашата земја. Апсолутно, имаме И тоа е голема предност. Тоа е еден проблем на кој што реално не работиме, сите сме свесни. Еве за крај само да ја прашаме Јани или треба мама да ја прашаме. Кои се плановите, дали ќе се оди надвор? Со оглед на тоа дека она што ние е нашо водителско око, односно ние како луѓе од телевизија гледаме веќе идни невоја, иако прв пат се гледаме. Да, јас како прилично почетник, јас започнав мојата цела кариера со моделинг и со манекенството баш на почетокот на оваа година, таму февруари-март периодот. И јас, иако постепено, би сакала. Што ќе се случи во иднина, не може да знаеме, но вистински би сакала да се вложам во се тоа и би имаш поддршка да бидеш да се гледа и поддршката најважно е. вистински е најбитна и најголема. Ви благодариме многу за издвоеното време утрово, куса ни е времето, меѓутоа секако ве чекаме и во некоја следна прилика повторно да ни дојдете на гости и во таа прилика всушност да откриеме што ново не очекува Стефанија нас. Секако се гледаме наредна прилика. Држете енергијата и тимот и Благодарим. ќе успеете со сигурност.